Петар и Борис Кареви, директни потомци на првиот претседател на Крушевската република, дојдоа на местото каде загина нивниот дедо, Никола Карев. Ова е прво присуство на роднини на Карев на одбележување на годишнината од неговата смрт по повеќе од 70 години. Ми се оствари желбата да дојдеме тука кај што е загинат претседател на Крушевската република Никола Карев и тоа се благодаруваме. Се собран голем народ и овај пречек ќе ми остани во печаток да секогаш да сум жив и на младите овие деца што идат тука. Карев е убиен во местноста Свиланово, на тромеѓето помеѓу Пробиштип, Кочани и Чешиново Облешево. Наша идеја е да дадеме едно поголемо значење на еден од најголемите борци за независна Македонија, односно да во периодот што следува направиме едно спомен обележје како што доликува за првиот претседател на Крушевската република. Значи изготвивме на идејно решение. Едното решение е со помош на Универзитетот Гоце Делчев или поточно на самиот архитект Васка Сандева, кој не возложи идеално решение. И по 110 години од смртта, Карев се уште има моќ да ги обедини луѓето и општините. Една традиција која што беше почната 70-тите години, знаеме дека меѓу првите збратимувања се помеѓу општините Кочани и Крушево. Ние со градоначалникот на Крушево решивме да ја возобновиме и еве денеска ми е задоволство што тие се наши гости. Да ја укажеме должната почит и да се поклониме пред делото и ликот на еден од најсветлите ликови на македонската историја, претседателот на Крушевската република Никола Карев. Карев е автор на прогласот во кој се повикува народот на востание. Ноќта на 2 август 1903 година околу 750 востаници, предводени од горскиот началник Никола Карев, го нападнале и го ослободиле Крушево.